Срекни вести за поранешните борци на ОНА. Кое? Имено, советниците на општината Сарај донесоа одлука до животно да ги ослободат од комунали и поранешните борци на ОНА. Кое да? Стрпи се, ќе видиш, Ацо. Сарај. Парис за кондовчани. Ево центарот на вниманието оваа недела. Зборуваме со пензиониран борец на ОНА од општина Сарај. До мене е еден пензиониран борец на ОНА кој што малку повеќе ќе ни раскаже за она кое што е актуелно во медиумите деновиве, односно неплаќањето на ѓубретарина и комунали. Вашето мислење? Што мислење? Зашто? Зашто да плаќам ѓубретарина ја? Зашто сме се бориле ние 2001 година? На што личи тоа? Овој го туриш министер, го председател, го туриш општина, ми а што? Овде ранец сум бил, јас сум се борил за ова овдека. Како што? Како не? Заслуга, тоа сум заслужувал ние. Јас секој што се борил треба. Кој на телевизион? Заслуга сигурно. Ѓубрерина што е? Малку еден почит да се дава. Тога значи се согласувате со моментот дека ова треба да биде донесено во другите општини? Па да биде донесено, сигурно да биде. Сметаме дека сега треба кој се бори и што има заслуга. Што е да ѓубрерина голема работа. Не почит да се почитува секој што има нешто да Мислим. А сега зборуваме со градоначалникот на општина Сарај. Господине, од каде идејата? Видете, оваа идеја ни доаѓала многу лесно. Значи сме размислувале и редно време било да се направи нешто што се за овие забранителите што се. И затоа сме решавале да не плаќа они ѓубретарина и комуналец. Они до сега мислим дека не плаќале, али еве од сега официјално не се плаќа. А дали мислите дека тоа не е фер према другите граѓани? Види сега, госпожа, меѓу мене и тебе и другите граѓани и они не плаќаат овој што е комуналец. И како се снаоѓате вие тогаш? Да ти кажувам право, затоа него ни чистиме ние. Па добро, вие сте во право, не е ништо страшно со оглед на тоа дека владата одвои 50 милиони за општините да ги покрие долговите, ништо страшно, ти рете така. Од Сарај, вашата Јелисалфета Крстич Поп Мајбах.